Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Пријател или непријател? Што мислиш? Тој брзо одел по тесните улици на Ерусалим. Загрижен погледнал зад себе и конечно пристигнал во куќата на првосвештеникот. Зад затворена врата биле направени плановите. Тие луѓе сакале да го убијат Исус. Некој ја отворил вратата и бил изненаден кога го видел ученикот на Исус како стои таму. Пријател оди кај непријателот. Што треба да значи тоа? Што ќе ми дадете, ако ви го кажам местото каде што можете да го фатите Исус? На лицата на присутните се појавила злобна насмевка. Ке ти дадеме 30 сребреници. Договорот бил брзо склучен. Задоволен од самиот себе, Јуда заминал од палатата. Јуда, ти си ученик на Исус. Како можеше да го предадеш за неколку парички? Неговата совест сигурно го осудувала многу. Цели 3 години тој бил, барем надворешно, пријател, но неговото срце било далеку од Исус. И дотогаш го чекал вистинскиот миг да го предаде Исус. Но Исус знаел се. Тој целосно ја познавал секоја личност. Тоа морало да се случи. Исус знаел дека треба да умре и се молел во градината во Гецеманија. Одеднаш се слушнале многу гласови и викотници. Јуда и војниците дошле со факли и мечови. Пријател или непријател? Еднаш Исус рекол: кој не е со мене, тој е против мене. Со бакнеш, што е знак за пријателство, Јуда го предал неговиот Господ. Брзи како молња, војниците скокнале и го фатиле Исус. Тие кон него се однесувале многу свирепо. Го тепале, го камшикувале и го плукале в лице. Потоа тие го одвлечкале невиниот до судијата. Лажни сведоци го обвиниле. Храмскиот служител викнал: Ништо ли нема да кажеш во своја одбрана? Исус молчал и не кажал ништо. Кажи ни сега, дали ти си Божји син? Јас сум тој. Никогаш! Не му веруваме! Тој заслужува смрт! Однесете го! Тој мора да умре! Тие не сакале да поверуваат. А потоа, расказот продолжува во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!